Бидејќи вчера заврши Вевчанскиот карневал, затворањето на овогодинешното издание на најстарата карневалска манифестација беше проследено со бурни реакции. По реакциите на јавноста и Бигорскиот манастир на карневалската интерпретација, каде повеќе василичари влечат крст изработен од гајби пиво, има и реакција од василичарите. Велат, маската не ја сквернави верата, Бог ниту светиот крст. Пораката била сосема поинаква. Сонја Рилковска разговараше со сатиричарот Сашо Бетовски од Вевчани. Сонја, со оглед на тоа што бурни реакции од вчера ја брануваат македонската јавност, што велат василичарите? Така е, Снежа. Василичарите се револтирани и разочарани од бројните напади кои што се појавија на социјалните мрежи. Велат карневалската интерпретација каде што василичарите влечат крстови од импровизација поинаква. Таа ги символизирала маките на пијаните василичари. Искрено жалат што голем дел од јавноста погрешно ја свати пораката на оваа маска и се извинуваат, но и се револтирани од бројните напади во јавноста кои што сметаат дека впрочем и намерно се упатуваат за да се дискредитира уникатната и најстара карневалска манифестација во земјава. Василичарите велат, Вевчани е столбот на православие. Бетовски. Леп. Значи, тоа е христијанство. Ако сме ние пагани, како што сме опишани насекаде ни социјалните мрежи, зошто црковните бајраци одат напред во василичарските ора? Зошто попот во двата конаци, Горнамалски и Долнамалски, сече леп? Што се сака да се постигне, тоа не знам. Значи, не ја знам позадината. Насетуваме од кај иде центарот, од кај. Не сакаме да преюдицираме додека не се разлеснат работите. Ако хуморот, ако сатирата не се свати, значи проблемот не е кај нас василичарите, проблемот е од другата страна. Фестивалот секогаш се сметал за слободен театар без граници, полн со хумор, сатира, вистинска пародија, токму поради тоа е уникатен и препознаен во светот. Токму така, Снеже, Вевчанскиот карневал е пародија, отслик на слободоумноста на вевчанци, кои што се верни на традицијата, и тоа е така со векови. Карневалот од секогаш бил спој на христијанството, но и на паганските обичаи кои што се пренесувале од колено на колено во овој регион. Вевчанци тоа не го кријат, тие велат дека тоа е таков карневал, спој на паганство и христијанство, и токму затоа е уникатен и предизвикува интерес во светски рамки. Имено странски туристи и новинарски екипи од широмо од сите страни на светот доаѓаат во Вевчани овие денови за да се запознаат со овие уникатни ритуали. А василичарите, на нив никој не може да влијае, односно никој не може да им каже какви маски можат или не можат да подготват. Тие нив ги спремаат преку целата година, но ги чуваат во потполна тајност се до централното дефиле. Во продолжение, Снеже, да погледнеме уште еден дел од изјавата на Бетовски. Секој прави што сака. Значи не можеме ние цензура кога не знаеме што ќе се деси од 12 до 13 на вечерта. Не знаеме кој што спрема. И како одбор, ево не сум во никој одбор, како одбор, како би реагирале кога ништо не се знае што ќе излезе дента. Вевчанци се едни културни, едни хумани луѓе, домаќини, пред се верници. Ние овде секој си имаме кучна слава, си ги почитуваме светците. Значи немојте да го сватите сето тоа во контекст како што вас ви одговара. Во Вевчани е единствениот спој на паганството и христијанството. Тука се направил еден интересен спој, каде што, например, можете да видите напред игра бајракот црковен, позади него ѓаволот. Зошто досега не реагирал никој на тоа? Глупавиот Август, вилите, ѓаволите, значи тука е тој спој.
да се истера злото. Цел свет сака да дојде во Вевчани, нас македонците ни смета Вевчанскиот карневал. Имавме новинарска група од Норвешка, од Полска. Значи, идат луѓе странци да го видат тој спој на паганизмот и христијанството. За крај, Снеже, само да кажам дека и градоначалникот Спасе Кочовски се иззема од било каква одговорност. Вели, градоначалникот како институција нема никакви ингеренции врз маските, ниту може да им сугерира на веселичарите. И тоа е дел како и останатата публика и нив ги гледа на централното дефиле. Инаку за крај само да кажам дека сличен инцидент имаше во 2012 година. Тогаш исламската верска заедница реагираше на одредена маска која што беше прикажана на Вевчанскиот карневал. Тогаш верските заедници упатија апел до василичарите да се внимава при изработката на маски, да не се повредуваат верските чувства. Снеже? Сонја, ти благодарам за јавувањето. Како заклучок на ова може да кажеме дека Вевчанскиот карневал секоја година предизвикува некаква реакција во јавноста. Тоа е токму заради тоа што мотото или паролата под која што настапуваат василичарите е видете се какви сте вие 364 дена во годината, во овие 2 дена кога трае карневалот. Да се надеваме дека набрзо страстите ќе се смират, да се надеваме дека сите ќе увидат дека немаше никаква лоша порака во маската која всушност ги представуваше маките на алкохолизираните лица.